Господине Заев, прв синоним според вас за регионалната соработка е Берлинскиот процес. Овие 2 дена на сесиите речиси немаше учесник кој што не го спомна договорот меѓу Македонија и Грција. Колку изминатиот период Берлинскиот процес и самитите на Западен Балкан допринесоа за договорот меѓу двете земји? Добро, прво да ги поздравам граѓаните, почитувани медиуми. Важно е што Берлинските процеси представуваат само нова и нова дополнителна мотивација на европската агенда на сите земји од Западен Балкан. Мене ми е значајно што учеството моја и на владената делегација овде на самитот на Европската унија во Западен Балкан, што се одржува во рамките на Берлинскиот процес, и овој пат го оценувам од исклучително значење од повеќе аспекти. Прво се работи за еден респектабилен собир, кој оваа година беше посветен на регионалната економска соработка, како суштински дел од интегративните процеси на Европската унија, потоа на надворешната политика и билатералните прашања и наследството од минатото, како и на безбедносни прашања и миграциите, кои што беа теми официјално на самиот Европски самит. Мора да се каже дека Република Македонија има специјално место на ова издание на самитот на Европската унија за Западен Балкан. Со постигнатиот договор за македонско-грчкиот спор за името и за стратегиското партнерство со Грција, како и со датумот за преговори со Европската унија, нашата земја е препознаена како лидер во регионот од аспект на надворешната политика и билатералните прашања и наследството од минатото. Ова ќе биде потврдено и во официјалните заклучоци на овој самит, каде договорот е оценет како историски. Начинот на кој нашата земја ги затвара отворените прашања со сите соседи е модел за успешна приказна што ја поздрави целиот демократски свет и посебно нашите соседи и нашите партнери во Европската унија. На овој самит дојде до израз уште една определба на сите земји во регионот да споделуваме европски ставови и вредности во однос на нашето заедничко поврзување и соработка. Се договоривме на самитот дека нема да го пропуштиме моментумот да учествуваме сите заедно во посилна Европа на политички, на економски и на безбедносен план. Владата е фокусирана да обезбеди и да гарантира стабилна и мотивирачка средина и да биде кредибилен партнер за бизнис иницијативите што се отвараат на овие средби. Нашата земја веќе ги споделува европските вредности. Нашите следни чекори се насочени кон постигнување на Европската унија стандардите за регионалната соработка и за економските политики соодветно на големиот потенцијал на единствениот пазар на Европската унија. Регионалната соработка останува приоритет и стратешка цел, а е целосно во согласност со поттикот во нашите европски амбиции. Еден од елементите на мотивирачката средина за бизнис иницијативите секако е поканата на Република Македонија да биде 30-та земја членка на НАТО, што ја чекуваме за ден-два во Брисел, а која што овде буквално може да се насети од лидерите од нивните дискусии. Од Лондон заменувате во Брисел по поканата за НАТО, ја имате меѓународната поддршка, со поканата се враќате дома. Како стимулот на меѓународен план да се преслика на домашен и да се постигне консенсус за прашањата што треба да ги решиме наредниот период? Прашањето е едноставно. Може би го чувствувам јас заради тоа што сум присутен во сите овие институционални, регионални и европски средби, па би ги нарекол евроатлантски за она што следува во Брисел. Веројатно чувството мора да биде присутно и кај опонентите на договорот со Грција, затоа што алтернатива за нашата интеграција во НАТО и за Европската унија нема. Ако има, треба да се каже. Така да прашањето е вака поставено и треба на тоа така да гледаме. Значи, ако сме за НАТО и за Европската унија, дај да се престроиме сите заедно позитивно и да одиме кон решение. Ако има некој против, честно да го каже тоа. Граѓаните да го изберат тоа. Во тоа име повикувам на разумност, на диалог. Јас сум спремен. Подпредседателите на Социјалдемократскиот сојуз веќе комуницираат на парламентарно ниво со опозицијата да се изнајде решение, да ја завршиме ова работа заедно заради сегашните генерации во Македонија.